Координаторот на ВМРО ДПМН Штип Иван Јорданов му фрли ракавица на штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Една година по преземањето на мандатот го повикува на ТВ дуел. Дојде време за вистинска отчетност и транспарентност пред електоратот. Затоа, почитуван градоначалник, ве повикувам да одберете медиум и време и заедно да ги спротивставиме аргументите пред граѓаните на општина Штип, за да ги презентирате сите оние работи кои што сте ги направиле, како и сите пари кои што сте ги потрошиле во изминатиот период. Причина за ова според Јорданов се дадените, но не исполнети ветувања на Бочварски. Кога сте зборувале за транспарентност, најверојатно сте мислиле на доделување на средства на невладини организации кои се во блиска соработка со вашата партија, при што ист човек два пати доби средства за ист повик. Кога зборувавте за капитални инвестиции и проекти, редовно ги спомнувавте СРЦ Сујтлак, жичара до Исерот или 10 сантиметри асфалт. Првите две се уште не сме ги виделе, додека за квалитетот на асфалтот ние ништо нема да коментираме, затоа што граѓаните веќе сведочат за изникнатата трева врз новиот асфалт. Од друга страна, прозваниот Бочварски побара извинување од Јорданов за штетата што неговата партија му ја направила на Штип и Македонија. Пред да бара ТВ дуел ВМРО ДПМН, треба да се извини на граѓаните на општина Штип за изминатите 8 години, додека беа локална власт во општина Штип, и за сите штетни и погубни политики кои што ги водеа во овие 8 години, додека има 2 мандати градоначалници и локална власт и мнозинство во Советот на општина Штип. Второ, ВМРО ДПМН треба да се извини на граѓаните на општина Штип и на Република Македонија за штетните анти-ЕУ и анти-НАТО политики кои што ги води на централно ниво како опозициона партија, обидувајќи се да го измести европскиот и евроатлантскиот пат на Република Македонија. На понудата за дуел Бочварски одговори со контрапонуда. Во понеделник, на 5 ноември, кога јас како градоначалник ќе го имам мојот отчет за сработеното и моето резиме за сработеното во првата година, слободно да присуствува, да дојде и да увиди што сработил градоначалникот и новата локална власт во изминатата година, а советникот треба да знае дека на секоја седница на Совет на општина Штип, како советник може да постави прашање до градоначалникот. Инаку последен пат на ТВ дуел во Штип пред 10 години седнаа тогашниот градоначалник Зоран Алексов и председателот на СДСМ Новиц Здравев.